Почитувани, вие го следите најновото издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Јас морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство кога во мојата емисија ќе имам гости кои пред се млади и успешни во она што го работат, а посебно кога се работи за наши, за битолчани. На моја огромна чест и задоволство во денешното издание на емисијата Одблиску со ќе ви ја доловиме Силвана Здравковска. За тебе навистина има многу да се зборува, ќе те опфатиме од повеќе аспекти, но она што е најново кај тебе што се случи пред скоро време е тоа што стана независен Орифлейм директор. Пред себе сакала еве јавно да ти честитам за оваа функција, бидејќи воедно си нели и најмладата што стана независен Орифлейм директор. Ќе ти посакам уште многу успехи во иднина и да ти се заблагодарам што ја прифати мојата покана да бидеш гостинка во емисијата. Фала, Ана, пред се на поканата, чест ми е и задоволство што еве сум дел од оваа твоја емисија и фала за убавите честитки, убавата најава. Јас викам кога ништо убаво се случува, сегде сам убаво да се враќа на секој поле, на секој во животот. Така, дај Боже кај сите нели да ги има тие убави работи во што се поголем број. Ете она што би сакала да ја започнеме оваа емисија е токму нели твојата нова функција, независен Орифлейм директор. Еве, кажи ни нешто повеќе околу сето тоа. Пред колку време стана независен Орифлейм директор? Официјално, значи, потврдив сега, на 24 беше тоа, претходниот месец. Нели, таа квалификација трае 8 каталози во текот на една година, на еден квалификацијски период. Инаку со Орифлейм се занимавам од 2009-та, како средношколка прв пат се вклучив како консултант. Имав можност и јас сум среќна, секогаш кажувам, да ја запознам Вукица, таа е мојата спонзорка, голем поздрав до неа, која што ме упати понатаму во тој тек на можностите, бизнис можностите на самата Орифлейм компанија. Како средношколец може се уште не бев свесна што се можам да направам и да ги искористам тие бизнис можности. Официјално некаде 2013-та почнав сериозно да се занимавам и еве веќе оваа година потврдив тој статус и сум независен директор. Така, значи важи она фраза, би рекла, кога човек е упорен, кога човек сака нешто, нели тоа може да го достигне, дока си и ти нели во самото тоа, бидејќи започна како средношколка со желба да работиш нешто ново. Кажи ми, кој беше предизвикот пред се за тебе како една млада личност да се приклучиш кон ова семејство? Знаеш како, на младите секогаш им требаат пари. Јас викам, за да ги остварите сите соништа кои што ги имате, освен здравје, среќа и сето она што не може да се купи со пари, второстепена работа, најбитна во светот се парите. Така да ова е комбиниран, Орифлейм е комбиниран мултилевел систем кој што има можност без никаков влог да се започне да се прави некоја заработувачка и да се гради некоја посериозна кариера. Јас го почувствував тоа и едноставно сакав да пробам. Бев упорна и еве веќе резултатите си го покажаа своите и кога се работи нели во мултилевел систем, вие сте сам свој газда, немате шеф, немате определено работно време. Плюс тоа се работи нели за козметика, па тука најголем процент се девојки, па интересно, не знам, целата таа комуникација со луѓе, презентациите, спонтаност на самиот бизнис, некако уживам. Јас уживам во тоа што го работам и пак ја споменам Вукица, таа вели едноставно Орифлейм е стил на живот и ако се навикнете да го живеете тој стил на живот, едноставно вие припаѓате тука и сте дел од тоа семејство на Орифлейм. Така, во секој случај навистина одлично кога те најавував, односно кога најавував кој ќе биде мој денешен гостин. За тебе кажав дека си млада, но од друга страна успешна на повеќе полиња, освен нели твојата титула која што неодамна ја доби независен директор на Орифлейм, исто ти си и мејкап артист. Дали можеби сето тоа има поврзаност некаква со токму со Орифлейм и кога почна таа приказна кај тебе како мејкап артист? Од кога се роди таа љубов? Знаеш како, попратно некако во средна школа и немав толку желба, значи околу мејкапот и сето тоа шминкање на целото лице, нели обојување на лицето. Како влегов во Орифлейм семејството и како одблиску научив некои работи, ја запознав Лидија Пречинкова, таа беше наш пиар, вработена во Орифлейм, кој што држеше академија за убавини, целодневни или такви семинари на кои што почна да ми се раѓа љубов да научам и професионално да шминкам. Па има некои 3-4 години каде што тоа веќе го работам и одлучив да
Знаеш како, јас секогаш викам, кога работите со луѓе, во главала на луѓето треба да им дадете оно што тие најмногу го сакаат. Че како да привлечете поголема маса на луѓе за вас да ве следат. Токму затоа јас се направив школата за шминкање, во која што сите мои консултанти имаат можност првично да научат да се нашминкаат себе си, да нашминкаат некој друг. Значи тоа е прв онај степен на најлесни чекори кои што можат да го поминат преку 5 часа, 5 целодневни значи предавања. И така, значи сето тоа е попратно кога работите со жени, кога работите со козметика, едноставно мејкапот е неизбежен дел кој што мора и да се помине. Така, ќе морам да ти искористам тука кога сме веќе на тема мејкап, што е она што им го советуваш, ете, до сите гледачи на нашата емисија, каков мејкап? Повеќе си за нешто подискретно или повеќе, не знам, нешто понападно? Ете, бидејќи сме есен, некој си совет во однос на мејкап трендот, што би им советувала ти? Јас морам да кажам дека иако тие се техники кои што се учат, значи целиот тој мејкап и таа приказна се техника која што се учи, секој мејкап артист се издвојува по своји особености, значи по своји карактеристики и одма можете да препознаете кога ќе видите нашминкано лице, ако добро нели ги пратите мејкап артистите, еве барем во нашиот град, одма можете да препознаете кој го нашминкал. Значи тоа е некоја историја која што самиот артист ја пренесува на лицето кое што го има пред себе како модел. Јас секогаш велам и држам до тоа дека едно лице пред се треба да биде убаво негувано, за да може потоа да изгледа убаво кога ќе го ставите целиот тој мејкап и на лицето да се истакне најмногу оној дел кој што е најубав. Значи дали тоа ќе биде очите, дали ќе биде устата, дали. Значи не да се истакнува премногу се, туку да се истакне нешто кое што првично ќе паѓа во очи. Нашата сама филозофија на Oriflame е природна шведска козметичка компанија. И сепак ние се држиме до на природност. Јас мислам дека жената треба да биде, жената по природа е убава. Значи треба само да се нагласат некои елементи на нејзиното лице и не треба премногу да се претерува со мејкапот, за да не изгледа сето тоа и премногу. Или, не знам, сега се во тренд сите оние контурирање по лицето, контурирање по телото, или задебелени веги, сето тоа се трендови кои што се менуваат и повторно, ако денес е актуелно тоа, оваа сезона, следната сезона ќе биде ништо друго, значи сепак убавината на жената треба да остане таква како што е, едноставно само да се истакне. Така, се согласувам потполно за ова со тебе, бидејќи нели сум за таа минимална шминка во секој случај со особени нагласености на лицето. Нели секоја жена е различна, на некој се нагласуваат очите, на некој устата, со цел уште повеќе да се долови таа убавина. Уште една интересна работа за тебе, да го ставим ова малку настрана, е тоа што ти исто држиш часови со помош на уште еден тренер во Wellness студиото. Зашто по-конкретно станува збор? Wellness клубот го формиравме заедно со Дејан Србиновски, тој е мој колега од факултет, кој што заедно со неговата девојка се дел исто од Oriflame семејството, од мојот тим. Имавме идеја, бидејќи Oriflame пред, мислам дека околу 8 години, во својот каталог воведе освен она убавина однадвор, убавина и одвнатре, таа е цела една wellness програма, во која што ние имаме здрава балансирана храна, од типот на шејкови, супи, протеински плочки, дали тоа ќе бидат суплементи за додатоци во исхраната, специјално наменети за жени, за мажи, за деца. Одлучивме некако да го воведиме целиот тој систем, да ги поттикнеме битолчани им здраво да се хранат, им да вежбат, за да го постигнат онај убав ефект на убаво тело. Идејата се роди на тој начин. Го формиравме Wellness клубот во комбинација од типови на вежби, меѓу кои што имаше зумба, аеробик, пилатес, кардио во теретана, заедно со се додатоци од шејк, нутриционист кој што ја следеше исхраната нели на самите луѓе, кои што на самите членови кои што беа дел од нашиот клуб. И така функциониравме 2 години. За жал сега веќе клубот не функционира последниве 2 месеци. Она што ме интересира, колкава беше заинтересираноста од страна на битолчани, од страна на битолчанки да поседуваат еден ваков клуб, бидејќи како што кажа нели освен вежбите, тука и тој начин на здрава исхрана. Да, имавме, значи нашиот клуб месечно броеше околу 20 до 25 членови, толку беше и капацитетот на самата сала во која што вежбавме, инаку моравме да ги делиме во групи. Доста интересно, бидејќи еве јас конкретно многу го обожавам пилатесот.
тие типови на вежби, кога ќе ги ставите во комбинација заедно со се поактивен кардио час од зумбата и специјално кардио само во теретана, резултатите се доаѓаат сами по себе. Така да мислам дека битолчанки доста внимаваат и на исхраната и сега веќе е тренд нели сето тоа органска храна, органска козметика, здраво да се хранат, убаво да изгледаат. Битолчанките се небавите жени, мораме така, да тоа е похвалиме. познато на секаде, нели? Така да мислам дека доста внимаваат и таквите клубови се доста посетувани. Значи без разлика што и да е во градот што функционира на тој принцип на вежбање и на здраво тело и здрав дух, попратно сето тоа ослободување на таа негативна енергија, мислам дека добро функционира во нашиот град. Така, она исто така што ме интересира, колку лично ти внимаваш на здравиот начин на исхрана. Морам да кажам дека навистина прекрасно изгледаш, освен нели пилатесот и тие часови, колку внимаваш на здравиот начин на исхрана? Се трудам значи максимално да внимавам колку што се може. Иако да кажам дека сум и гурман, значи не сакам да си скратам многу од задоволствата од храна, али сепак треба да се внимава. Значи не треба да се претерува. Јас викам се во животот што е претерано не е добро. Значи умереноста е најдобра особина која што човек може да ја има. Бидејќи имам брзо темпо на живот, појадокот ми е нешто кое што не смеам да го пропуштам. Значи станувам наутро и прво нешто во првите 15 минути појадувам. Потоа доколку немам време или доцна се враќам, имам повеќе работни обврски, тука веќе имам шејк кој што го носам секогаш во мојата ташна, баланс шејк, тај еден како да кажам, значи еден пак од здрава храна кој што во еден оброк можете да си го дозволите, исто како да сте приручковале и ручале обилен здрав оброк. И потоа веќе вечерата се знае нешто полесно за да може да се функционира. Така знаеш сама да си приготвиш нешто од овие јадења или можеби го оставаш тоа на поблиските од семејството? Јас љубител сум на готвењето, значи сакам да готвам, само некако во последно имам многу малку време за тоа. Добро што имам мајка ми дома, значи сега што сум дома, па не морам толку многу да се грижам околу готвењето, али да, кога сум слободна сакам да си направам нешто сама и многу сакам да експериментирам. Така, ете некој експеримент да издвоиме што сама лично ти си го направила или можеби омилена храна која што сакаш да ја готвиш? Многу сакам пилешка. Значи тоа пилешка со сите можни сосови, дали тоа ќе биде со кари, со печурки, со бел сос. Значи тоа знам добро да го правам, ако не нешто друго. И она кое што попратно нели кога се воведува овие нашите велнес супи, пошто таа истан супа која што едноставно се става во чаша, се попарува со топла вода и може да се конзумира и така. И сега имаме два вкусови, едниот е чери домат и другиот е аспарагус и некако се што инстант и нешто ново на луѓето не му беше прифатливо да почнат да го конзумираат. И почнав да експериментирам како може сето тоа да се внеси во наша храна. Па го измислив моето магично вариво, јас така си го велам, во кое што има нели компир, некои мишумкасти додатоци, дали тоа ќе биде грашок, дополнително морков и сето тоа е само барено, збогатено со велнес супата, идеален значи оброк кој што е и вкусен и здрав. Така, навистина одлично звучи, ете ми даде идеја да си подготвам и нешто јас самата. Уште една работа поврзана со тебе, ја верувам добро позната на сите гледачи, е тоа што исто така ти си водител и на емисијата за миленици пријатели. Од кога започна таа приказна кај тебе со пријатели? Тоа беше нешто спонтано се случи. Голем поздрав до Или и до Вероника, кои што се дел од тимот пријатели. Или го запознав, ми беше другар, значи се уште ми е многу добар другар. Кога веќе почнуваше да ја прави таа емисија, тој беше водител, тогаш имаше водителка во емисијата и тоа како првенче одеше така тешко како проект дали ќе опстои прва година. Ние немавме таква емисија во нашиот град и емисијата која што Мелита ја водеше беше доста позната и популарна, тој период нели прекина и повеќе не постоеше. И тој како љубител на милениците доби таа идеја и ја основа пријатели. И некако, не знам, веќе втората половина од првата сезона, водителката ги напушти. Значи, ти остана без водителка и мораше тука да се најде некоја замена. Јас бев логистичка поддршка, дали тога, не знам, пишување на прашања, најави, нешто интересно, како да се збога емисијата. И ми ја даде таа понуда да бидам една од водителките. И како се снајде во таа улога, бидејќи сепак беше нешто ново за тебе, нов предизвик во животот? Тоа беше доста интересно. Морам да кажам, многу добро се сеќавам на моето прво снимање. Тогаш работевме со Dreamcast продукцијата.
Александар Котевски и јас бевме задолжени да снимаме неколку прилози во домот на Александар. Тој овде мислам во Битола чуваше екзотични миленици, меѓу кои не знам имаше питон, имаше не знам какви не дума. Такви екзотични. Јас не сум љубител на екзотичните животни, се сеќавам дека им реков одете, снимајте ги се тие, пошто питонот знам се закача околу стативот. Јас не ќе одам на фризер и на шминкер и ќе дојдам малце подоцна кога ќе се соберат сите во терариумот кој што ги чува. Така. И така, значи добро беше, ги снимивме тие 2 или 3 прилози, не знам колку беа во еден ден. И кога прв пат ги видов на телевизија, тој изгледаше како изрецитирана стихотворба, брзина се да се каже. Јас си онака брзо зборувам, али тоа беше најбрзото мое зборување, може би. Така сепак нели прво искуство. Да. Така посериозно пред камера. Како се веќе од следната година се фати тој тек на нормална комуникација со камерата и сега сме веќе 6 сезони заедно во пријатели. Така да, како се снајде ти во уствари ни кажа како се снајде во сета таа улога, тоа она што ме интересира колку те исполнува ова водителска работа. Доста интересна, морам да кажам. Претходно искуство никогаш сум немала ни со камери, ниту со новинарство, али бидејќи самата емисија е емисија за домашни миленици, јас сум љубител многу на животните, имам дома, значи секогаш сум растела со миленици. Доста ме исполнува бидејќи исто, нели таа комуникација со луѓе кои што се љубители на миленици, имаат својот гледувачници. Ние често пати знаеме да снимаме и познати личности нели од нашата естрада, запознавањето со нив, нели одблиску и сето тоа исполнува. Дама некој си таков дополнителен шмик. Така, јас кога почнував беше тој муабет дека кога еднаш ќе почнеш со водителската работа нема да сакаш да ја напуштиш. Заразно, да. И покрај сите обврски еве некако станува заразно. Иако сега имаме и Вероника повторно назад во нашиот тим, тројца сме, сепак некога ќе имам простор, ќе ме прашаат денес можеш? Можам. Тука сакам, да. Неизбежно е прашањето покрај со сите овие обврски кои што ги имаш буквално си растргната на различни страни, како престигнуваш со се, дали имаш доволно време или сепак е нели самата добра организација на времето? Да, јас секогаш викам, ако имате добра организација на времето, секогаш можете да постигнете се. И оние луѓе кои што велат дека немаат време, тие имаат најмногу време, само немаат организација добра на времето. И така, таа зараза еве да се стигне тој, може би дека се уште сум сама, значи немам семејство, ги немам тие барем домашни обврски колку толку. Сега ми дозволува да максимум од 24 часа, па некогаш 20 часа посветам на сите мои различни работни обврски, кои што и на некој начин не ги доживувам како работни обврски, бидејќи ми се попратен дел од мојот живот. Така, јас, Силвана, навистина уживам во твое друштво. Ти благодарам што си толку отворена, толку спонтана. Повторно ќе речам, се радувам кога со нашите гледачи споделуваме убави работи, успешни работи, посебно кога доаѓаат од битолчани. На самиот крај само кажи ми, кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Мотото. Јас викам, за било која работа која што сакате во животот, секогаш треба да преземете ризик, бидејќи во животот најголемиот ризик е непреземањето на ризик. Дефинитивно и да бидат упорни. Значи луѓето кои што се упорни секогаш успеваат, без разлика она како се вели, колку повеќе падови имаш во животот, колку повеќе паѓаш, толку посилен стануваш. И едноставно кога нешто се сака, мора да се биде упорен да се стигне до тоа што се сака. Така, доказ за тоа си лично ти, бидејќи кога нешто се сака, навистина може да се успее и тоа не само во една професија, туку во повеќе различни професии. На самиот крај ми останува само да ти се заблагодарам за твоето гостување. Ке ти посакам уште многу успех во иднина на секое поле. Фала ти, Ана, и мене ми беше чест и задоволство, што еве од поблиску се запознавме јас и ти посакувам успех и понатаму со твојата емисија. Ти благодарам многу. Почитувани, ние дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со. На самиот крај само ми останува да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.